Што се може да ви се случи доколку претерате со консумирањето на алкохол? Каква е поврзаноста помеѓу музиката и пијалоците? Ова се само дел од содржините кои денес ви ги пласираме во Лајт. Останете заедно со нас. Главна препорака од првата содржина за денес: внимавајте со алкохолот, за да не дојдете во ваква ситуација. Внимавајте колку алкохол консумирате. Можете не сакајќи да претерате и не дај Боже вакво нешто да ви се случи. Овој човек е толку пијан што асфалтот му удира в глава. Штета само што не може да му возврати. За сите оние кои што ја сакаат високата доза на адреналин, ова е интересен прилог. Погледнете го. Група адреналински зависници ја поместија границата кога се во прашање екстремните спортови. Луѓето од видеото скокаа од авион со огномети на себе и придонесоа за прекрасна гледка на небото. Со приврзаните огномети околу нозете, овој американски падобрански тим се спушти со брзина од 193 км на час. Тие скокот го изведоа на висина од 4100 метри висина, а огнометите се активираа по 45 секунди од скокот, за целата гледка да биде како да паѓаат метеори. Уверите се во тоа. Од сега па натаму имаме интересен веб портал кој што може да ви открие каква е поврзаноста помеѓу музиката која што во моментот ја слушате и со тоа што треба да се напиете. Музиката е еден од поважните фактори кои одредуваат за тоа како ќе си поминеме на излегување. Токму поради ова, кога го одбираме местото за излегување, првенствено внимание ќе обратиме на музиката. И многу нормално, со добрата музика треба да се напиеме нешто добро освежително. Но со кој тип на музика, каква пијачка ни одговара? Било каква музика, ја сок што се пијам стално, кости сок. И тоа употребувам, друго нешто не употребувам. Да, многу јасно, рок, музика и пиво. Иако девојките пред камера не сакаат да зборуваат, повеќето се изјаснија дека сакаат да слушаат латино музика и да пијат коктел. Но доколку сте во дилема и не знаете кој пеелог да го одберете со каква музика, за се си има решение. За пријатни музички моменти се погрижи и веб-порталот drinkingfuel.org, кој ви нуди опција да го внесете името на вашиот омилен изведувач, а со тоа ќе добиете и опција за пијалог кој совршено би одговарал на жанрот музика кој што тој изведувач ја негува. Па така, на пример, еве го слушате Тиесто. Од порталот ви препорачуваат, меѓу другото, да не го слушате сам, туку обавезно во друштво. А како опција за пијалоци ви нудат, меѓу другото, леден чај или сок од брусница. За крај секогаш го оставаме предлог филмот. You do it the old way. You don't bring them in. Street Kings од 2008 година е нашиот предлог филм за денес. Уличните кралеви припаѓа на жанрот акција, драма, криминалистика. Приказната е за детективот на кого ќе му биде убиена сопругата.
чии докази водат кон тоа дека тој го извршил убиството. Доведен е до тоа да оди против неговите колеги, каде ќе биде во заблуда на кого да му верува, а на кого не. Дали тој ќе ја одмазди својата сопруга? Погледнете и самите. LA's deadliest white boy. Andy Washington. He used to be one of us. It's coming clean. Detective, don't get yourself so far out there that I can't reel you back. Who's that? Cop who burned cops. Washington's had several meetings with internal affairs. Little buddy's been snitching. Who's he giving up? You. Stay away from him. You go down, life special goes down. Washington, stay with me, partner. What are you doing there, Tom? I was just gonna break his jaw. Give me a green light to take out Washington's killers. Let it go. It wasn't a robbery, it was an execution. Detective, you ever ask yourself, Washington's dead because he was dirty or because he came clean? Are you formally investigating us? I'm lighting a match. I'm gonna... Размислувајте позитивно за убави нешта да ви се случуваат во животот. Повеќе содржини погледнете на tvstar.com.mk или телевизијасtar.com. Јас се надевам дека ве оставам во одлично расположение. Чао до утре!